Почитуван премиере, почитувани колеги, драги пријатели, драги основоположници на македонската самобитност, основоположници на првата независна самостојна држава Македонија. Верувајте ми дека никогаш немам трема, меѓутоа сега се чувствувам многу возбудено, затоа што е голема чест и одговорност да се говори во името на сите вас, односно во името на сите нас, основоположниците на македонската независна држава, и јас, можеби нескромно, меѓутоа со голема гордост ќе кажам тивките херои на новото време на Македонија. Зошто тивките? Затоа што ние сме луѓето кои што вградија 4 години од својот живот во парламентарната демократија на Македонија, кои што ги удрија темелите на независноста без притоа да бараме од државата ништо, а да вложиме 4 години од нашиот живот во истата. Токму заради тоа, ја користам оваа можност уште на почетокот, наискрено и од срце да му заблагодарам на господинот Зоран Заев за можноста што ни ја пружи. Прво, да го одбележиме овој настан, и второ, за прекрасното одбележување на 30 годишнината од нашата независност, со која што на нашите граѓани и на сите нас ни овозможи да докажеме дека без оглед што сме мало парче на Балканот држава, ние знаеме да ги цениме оние кои што ги впрегнале своите животи и кои што учествувале во градењето на нашата држава, вклучувајќи не тука се разбира и нас, како херои на новото време. Јас многу ви благодарам, господине Заев, предлагам да му честитаме за оваа иницијатива. Верувајте, никогаш не сум била лицемерна, меѓутоа ние живеевме од година во година кога некој ќе не покажеше на некој коктел, не заради коктелот, туку за да можеме да се видиме, да се прашаме за нашето здравје и да видиме како сме, што правиме и како се нашите семејства. Искрено благодарам и се надевам дека ова ќе биде поттик за сите нас, кои што некогаш ја пишувавме историјата и кои што на неја гледаме од различни агли, да сепак тоа нешто го ставиме на хартија. Зошто? Затоа што се уште има живи сведоци на таа нова историја, затоа што и покрај тоа што таа е учителка на животот, ние различно гледавме на неа и на настаните кои што се случија, меѓутоа единствената звезда водилка за нас беше независноста, самостојноста и просперитетот на нашата држава Македонија. Повеќе пати ме прашуваат дали тоа беше лесно. Од денешна дистанца верувам дека не, и верувам дека вие го делите истото мислење. Зашто? Затоа што и ние имавме размирици меѓу нас. Подсетете се само на првата седница, кога беше проблем каков ќе биде распоредот на седиштата, кога беше проблем каква ќе биде иконографијата, дали во салата ќе биде само сликата на тогаш веќе покојниот председател Тито, или ќе бидат вградени сликите на нашите доајени на илинденската епопеја, Никол Карев и на Питугули. Дали и како ќе ги испееме химните, која ќе биде на почеток, дали тоа ќе биде химната на државата во која што живеевме дотогаш, Југославија, или ќе биде химната на Македонија. И да ве подсетам на зборовите на нашиот непрежален Чичко Митко: вечерва и денес ќе ја венчаме Македонија. За среќа, ние од тогаш до сега направивме држава. Направивме држава во која што, како што веќе беше спомнавто, без оглед на тешките и непроспиени ноќи и седењата во бифето на Собранието на Република Македонија, заедно со владата, заедно со новинарите, бидејќи морам да кажам, тогаш не постоеше строг протокол и ние сите гледавме од различни агли, меѓутоа на сите нас водилка ни беше Македонија, успеавме првин да ја донесеме декларацијата за независност, да ја донесеме одлуката за независност за распишување на референдум, која што ја сметам за една од најзначајните одлуки која што е донесено од тоа собрание, бидејќи плебисцитарно нашиот народ ја исполни својата вековна желба да има своја сопствена самостојна независна држава, и тоа со огромна излезност од над 90%. Не верувам дека тоа ќе се случи во некое поново време, дај Боже тоа да е така. Ние успеавме да го донесеме новиот устав, успеавме да донесеме нови парични единици, успеавме да ги воспоставиме темелите на новиот монетарен систем со само еден минимален долг од само $20 милиони тогаш од владата на покојниот председател Клюсев. Успеавме
да направиме многу нешта. Меѓутоа, што не направивме? Не направивме да нашиот ентузијазам, нашата желба за единство и нашите разлики, кои што беа ситни разлики, меѓутоа сведени на човечки разлики и човечки карактери, не ги овозможиме на новите генерации кои што ќе седат и седат се уште во новите пратенички клупи, да не се гледаат преку копчињата кои што треба да ги притиснат, да бидат луѓе од крв и месо, луѓе кои имаат право да го издвојат сопственото мислење, меѓутоа да не бидат поделени на предавници и на патриоти. За жал, таа пракса продолжува и денес. Токму заради тоа, денешнава седница, верувам дека сите ќе се согласите, би сакала да упатам една силна порака. После сите премрежија низ кои што помина нашата држава, после војната, после донесувањето на рамковниот договор, договорот Преспанскиот договор, низата преструктурирање кои што настапија во политичкиот систем со цел да станеме држава, веќе членка и просперитетна на НАТО алијансата, да им порачаме на оние кои што нас не заменија и кои што ќе не заменуваат и понатаму, затоа што веројатно името Македонија ќе остане вечно, дека нам ни е потребен меѓусебен договор. Договор меѓу така наречените патриоти и така наречените предавници, кои што ги има и во македонскиот и во албанскиот блок. Договор кои што ќе направат цврста стратегија во кои правци и како ќе се развива Македонија. Дали тоа ќе биде економски просперитет во сферата на земјоделството, во сферата на трговијата, во сферата на здравството, затоа што пишаните и заеднички документи остануваат заедништво. Владите ќе се менуваат, пратениците ќе се менуваат, меѓутоа Македонија, ќе се послужам со зборовите на нашиот прв председател Киро Глигоров, е наша единствена. Македонија е се што имаме и неја треба да ја оставиме како просперитетна држава на нашите идни генерации, на нашите деца, на нашите внуци. Ви благодарам.